Условот за албанец премиер исчезнува, дуи подготвени да преговараат и со ВМРО ДПМН за состав на новата македонска влада. Вака може се оценат пораките кои преку косовската телевизија Т7 ги испрати високиот партиски функционер на интегративците Бујар Османи. Тој вели очекуваат покана од СДСМ за преговори за ново владино мнозинство, но не исклучува можна коалиција со ВМРО ДПМН. За само 10 дена сосем се промени риториката на Дуј околу оценувањето за албанец премиер. Таквата порака сега станала символична. Една од паролите на кампањата беше «Зошто да не?», така што «Зошто да не?». Се е можно, во случајот со премиерот символиката е поважна, отколку практичниот аспект. На овој начин се кршат табуата на нееднаквост во оваа земја. Мислам дека институциите се ослободуваат. Од ВМРО ДПМН е велат дека од граѓаните добили легитимитет за состав на новата влада. Лидерот на партијата Христијан Мицковски во гостување во Што не е јасно на Алфа вели дека во моментов нема ништо конкретно околу преговорите, потенцирајќи дека ВМРО ДПМН е подготвена да состави влада, но не по секоја цена. Повеќе е сега на ете така одмерување на силите би се рекло. Нема нешто вака конкретно кое што би можел да го истакнам бар до овој момент сега. Не знам од утре што ќе се случува, барем до овој момент и мислам дека по конституирањето на собранието посериозно би се отпочнале тие процеси на создавање на новото парламентарно мнозинство. Околу преговорите за состав на новата влада се уште молкот СДСМ, лидерот на партијата барем официјално се уште одмара, а очигледно истото важи за другите партиски функционери кои немаат одржана пресконференција веќе една недела, односно од 24 јули, кога последен пат во прес-салата на партијата се појави Фатмир Битики. Од СДСМ само преку соопштение порачаа дека тие сигурно ќе биле дел од новата влада.